Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Кажи, кажи, облачеле бело, откај идеш, што си весело, да го виде мојто родно село, и ја слушна мајка ми што збори. Да го виде мојто родно село, и ја слушна мајка ми што збори. Мајко, една си на светот, за мене си се што имам јас. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, за тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, за тебе. Туѓината пуста да остане, таја одли бето ме раздели, таја одли бето ме раздели, што го љубев време 3 години. Таја одли бето ме раздели, што го љубев време 3 години. Петочното издание, Никој Како за петок? како. Така треба да биде, весело и распеано и опуштено и за нас, а и за сите гледачи на телевизија Телма. Добре ни дојдовте. Да, добре ни дојдовте и ова не е се, ова е само увертира. Загревање. Ви благодарам многу за овој сплет и само да ве представиме, вас и ве знаат и вас, но еве да ги подсетиме само гледачите. Лени Партикова, Александар Аца Талески и Робертино Стефановски. Така е.
емисијава музички, нели? А вие вокално се разбира во сите оние изведби кои што не очекуваат до самиот крај и с цел оној муавет кој што планираме да си го правиме. Па добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Еве и со вас да се дружиме веќе Секако, 142 издание на Никој како. Само Да нека се ви се множат. множат емисии. Благодариме, благодариме. Дали сте добри? Одлични. Одлични, да спеани, може да видат и нашите следбеници, како ги викаме, оние кои што не пратат на социјалните мрежи, се разбира, споделивме стори, се загревавме малку пред емисија и навистина распеано и расположено влегуваме во студио, што ни е навистина драго и кога имаме музика, секогаш сме онака расположени за да им дадеме убава атмосфера на нашите Па крајци. секако музиката е таа што пред се секој човек го опушта и да се осеќа пријатно, а јас сум за прв пат во вашата емисија и благодарам на поканата, благодарност до телевизија Телма, прекрасна емисија, а уште попрекрасни водители и домаќини. Овде, да, сега таман беше ова за комплиментите. Да, ова е дел за комплимент. Да, Лели придружи се на комплиментите. Ама во право е скос. Една и единствена. Благодариме, Благодарам. благодариме. Кажете ми, благодариме. што би правила ако не бевте во емисијава? Што правите обично ова време, 5:30? Петипол? Да. Па јас обично се туширам и се спремам за на работа. Ме чекаат топерите, ама морам да сум туширана, нели, да не се Да не се посекам. така. Добро, да. Јас требаше да бидам на роден ден, бидејќи привилегија имате вие, покасно ќе се придружам на роден ден. Така, добро. Ако не е детски, ќе фатиш на најакото. Детски. А детски е на Ништо роден тортата. денес. Добро. Ајде малку за вас За вашата изминатиот кариера. период, што се случува, на што се работи, нели, делумно знаеме, делумно не знаеме. Ајде малку да позборуваме вака во оној музички официјален Па дел. јас ќе оставам дел на дамата на мојата драга и колешка и куќна пријателка и другарка, значи Лени има Од пред. деца сме. Деца? Да, вистина, во исто училиште сме учеле, да. Колку убаво. Да, од деца се знаеме и така, ете, животот пак не спои да создаваме музика, да си работиме и така ќе биде и И понатаму. од деца си пеевте? Не Јас има. од дете прво почнав да свирам, јас свирев на секој патронат, не бев пејач, покасно станав пејач, а Лени беше таа и што играше и што пееше Да, а на што свиревте? на хармоника. Да, ни пушти слика, вика, гледај какви сме биле. Ау, вика, маце. На вистина, Ау, штето тоа. што не ви ја донесовме сликата да видите какви сме Да, биле. памти го мали тоа за нозе. нека следна прилика, така е. Јас еве сакам да ви кажам, ете, спремам 6-ти албум. Браво. Така, еве, на Лешок спремам една преубава песна на мој текст, Горда Македонка, каде сигурно Робертино ќе има удел секогаш како и што има во аранжманите и во музиката. И тој 6-ти албум, ете, полека сакам да го спремам, веќе е при крај, значи има подготовки. И Нешто ќе се вметнува ново или тоа е стилот, тоа е она што па што народни се песни, препознатлива, претежно се народно, фестивалски, да. песни што се на фестивали, значи изведени, јас сум фестивалско дете, нели секогаш сакам и на фестивалот да се појави таа песна да види публиката, па подоцна да си ги ставам на албум. Носоп сум јас на фестивалите. Канат јас таму сум. И на забавни и на народни. Па убаво е да се чуе тоа, нели? Фестивалите секогаш се убаво пред се дружење, а после и ризница на нови хитови, така да. Сакав ете да ви кажам, после моите два успешни концерти, за мене имаат големо значење тие концерти, мојот сопруг Жарко Георгиевски ми помогна многу во тоа, имав многу убави гости на тие концерти. Ете, останаа зад мене како еден голем успомен, не само за мене и за сите тие учесници што беа со мене на сцената. И во план ми е после 6-тиот албум во Охрид еден концерт да дадам и после малку стварно ќе здивим. Ке здивно. Нема здивнување познавајките, ама ај нека ти биде така. Добро, а што се несува до оние ангажмани сега во операва? Во операта сега мајски, Мајски, на и работа таму ние и сте. семафорите. Да, ама мислам дека е убаво и тоа е Преубаво. задоволство кое што Преубаво. го имаш, вака мислам ти љубоморам едноставно Секогаш да ми што доаѓаш, секогаш ќе има карта нова Да, за тебе да. во македонската опера. Не, стварно, ама не, стварно правите нешто што е многу убаво. За мене Најве барем и вечер за... иде Мадам Butterfly, една прекрасна представа, имаме од Србија гостинка што ќе пее Мадам Butterfly и наши многу истакнати нели солисти. Ѓорги Цуцковски и така натаму, значи кој веќе има карти вечер ќе ужива во таа прекрасна представа. И имаме Турандот на Бргу во заврш- следнава недела и со Аида на затварање со Аида. 31-ви помпезно Ќе се ќе потрудам затвориме за мајските Аида да опаски дојде. вечер. Па добро и мај вака така ќе заврши. Тоа е секогаш така колку си, бе. Малку морам да подкачам. Не, ама стварно се прекрасни. Да, Добро, да. удиме кај Александар сега што се случува кај вас?
По една мала увертира затоа што сум прв пат гостин во Може, вашата слободно. емисија. Моите почетоци датираат од далечната 1997 година, каде што бев вокален солист на тогашната група. Ние бевме прва најмлада средношколска група, групата се викаше Цакум Пакум, која што тоа време бевме деца од 18 години кои што собравме сили, значи макотрпно работевме без помош на нашите родители, него свиревме многу свирки, свадби, настапи, секаде и едноставно Се памти Цакум Пакум, се роди идеја да го снимиме нашиот прв албум и нашето прво CD. Тоа беа моите почетоци. После тоа од 2009 до 2020 година од оправдани некои фамилиарни причини бев принуден да направам долга пауза. 2021 година почнувам со снимање на нови песни, до сега имам снимано 6 видео спотови. Не живеам во Македонија, значи живеам во Белгија. Настапите ми се генерално Белгија, Холандија и Германија. Тој дел претежно работам. Меѓутоа, во последно време, последниве 7 месеца, извадив нов видеоматеријал и нова песна, која што се вика Жиновчанка. Режисер на тој спот е сопругот на Лени Партикова, Жарко. Голема улога и допринос има и Лени, затоа што Лени е исто дел од тој видео спот. Децата од културно-уметничко друштво Шара Тетово, кои беа исто организирани под помош на сопругот на Лени Жарко, кој по оваа прилика го поздравувам и него и малите дечиња и големите од културно-уметничко друштво Шара од Тетово. Голема благодарност. Исто така доприноси од нашиот драг колега Робертино. Тоа е нешто најново што е снимено. Моментално сум тука, гостувам по сите наши телевизии и музички емисии со цел да презентирам новата песна, зашто секогаш правев од една страна грешки. Тоа се грешки, меѓутоа ненамерни, затоа што секогаш кога ќе го снимав видеоклипот, јас доаѓам летно време, од оправдани и работни причини морам да се вратам назад и не остануваше време доволно да ги допрезентирам песните, само се едноставно снимени и не се допрезентирани. Така да сега овој период останувам тука, затоа што овој период имам и доста свирки низ Македонија, доста свадби на нашите иселеници кои што живеат надвор од Македонија, кои што ме познаваат од таму, а летно време доаѓаат тука за своите фамилии да организираат веселби, така да овој период сум тука. Од септември планирам да снимам еден музички материјал во живо. Соработувам, значи, со моите колеги од група Круна, они ми се најголема подкрепа. Секогаш се тука за мене, а и за Лени, значи тие ни се не само колеги и другари, не себично секогаш помагаат, и е група која што секогаш стои позади нас. Одлично, супер кажано. Одлична увертира. Одлична увертира. Вака сега, Така. за да технички смениме нешто, Ајде. ќе одиме со кратко промо, па се враќаме назад да Ајде. регулираме нешто Ајде, тонски што ни готово. фали. Ајде. Ке се сторам птица огнена, како феникс јас да полетам, своите крилја да ги расширам, кај што сакам јас да одлетам. Ова срце љубов дарува, мојта душа пак ќе процвета, пак ќе бидам среќна, радосна, ке ми бидат јаве соништа. Ова срце љубов дарува,
па ќе бидам среќна, радосна. Ќе ми бидат јаве со ништа. Маестро Робертино и Лени. Еве назад, решивме све што требаше да решиме, математички. Математички исправно Така е, точно одиме све. се исправно точни со оние наши интересни прашања на кои Така што е. се надевам ќе има интересни одговори. Аха. Ајде картон. Која е вашата особина која не можете да ја поднесете кај себе? Има ли нешто такво? Има. Повеј? Секогаш имам време, демек да стигнам негде, секогаш касно. И секогаш немаш Ма добро, време. тоа е Фабија. женска особина, тоа не е. Колку ти фала ту? Секогаш Па од 15. 24 уше 2 сати. Само два сати. Само два. Само два. Е, Касначка сум голема и кога Ја. ќе влезам хорот кога е седнат на работа и вака срам ми е, незгодно, ама веќе отрпна. Не. Последна доаѓаш секогаш. Да. Види ти, ако доеш на време, они ќе бидат во шок, така да молим те, држи ги така во нормално. Затоа јас не доаѓам на време, ама така шатпат знам да се вратам, затоа што да не се изненадат. Расипам ми време. Стварно, гледаш како 15 минути после доаѓаш. Ти ги Касначка сум раштимаш голема. после. Многу Мори, сум мајко. касначка, значи се мислам ќе стигнам, ќе се и никогаш не стигнам. Ох, мори мајко. Добро е денеска стигнемо. Ама по бонтон касна. 5 минути. Бонтон, пет се број, не са ни број. Аце? Не знам што би можел да извојам, значи, може би мојата добрина што сум предобар како Што човек денешно време е мана. и многу луѓе си земаат за право да ја злоупотребат. Да се обидат да те поберат. Тачно. Добро, не те научи нешто барам тоа, вели живееш во Белгија, Па тој- сега почнува како стареам, како ми белее косата, така Добро, почнувам така да сваќам. така сваќам дека животот не е така како што изгледа и дека човек треба значи малку да има некој друг видик за животот и не можеш на секој што ќе ти се насмее и ќе ти подаде рака да мислиш дека ти е пријател, затоа што позади таа насмевка може нешто се крие, затоа што денеска луѓето се, како да кажам, да не бидам грубо сватен, дволични. Да. Парно рано си сватил, не? Нема бе, така ќе се тера до крај, така ќе тераме не пред джаба. Добри, Па не вика сега на овие години сватив. Арно рано сватив. Ама за се има прв Никад не е касно. Никад не е, да. Колку правите работи несекојдневни, колку сте авантуристи, колку е нешто да ми издвоите несекојдневно што сте го направиле, да речеме нешто што не ве опишува вас, така ви дошло лут момент, од типот на банджи, од типот на луда железница, па и нешто друго кое што сега нели да не набројувам. Направив. Ја чисто да ве Ти шо? Направи. Што? Што направи? Бевме увиена со Злата Мегленска хорот и јас се качев на тоа, имаше едно како ренџер или како го вика увиена во или во тоа. Добро, во нивните што се лудиот парк. лудиот парк, да. И јас мислев дека можам. И? Што порано сум сакала такви Така времена. да? И јас 3 дена не можев да се оправам. Значи срцето ќе ми исклучиш. Ја висе вака со главата вака надоле висе. На вистина. Од озгора вака и те Не, држат да само смеја, две ама шипки. смешно Не да беше кажуваш. смешно. И сега ќерка ми кога ќе ми рече ајде идеме. Не. Јас не. Не. Никогаш повеќе додека Ниту на вовчето? Не. А ќе ја пуштиш кирка ти? Ако сака Што нека направи? иде, ама јас не. 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 Е тоа ми беше на Луда вистина. железница, луда жена и тоа е тоа. Тоа. Аце повели. Најлудо нешто и ми се скидна падобран. Нема Ми се- полудо ништо. Полудо немаше ништо. Тоа и тие 10 секунди мислев дека ми се последни секунди од мојот живот, меѓутоа за среќа Што се случи? па ништо падна во вода во море. А беше во оние што се на глисерин, водни. Добро е. Мислам се скина едната страна, на другата висе вака и после си падна фино, културно. Значи више никогаш како и ова падобран или? Тоа би пробал повторно. Па види, над вода, шо? Да. На двор. Не, Не е баш види, така. над вода не е, Не е баш не дај така. Боже двете да биле да си на високо, Да, мислам. не беше Што па премногу мислиш високо. ти дека ако е вода, па исто таа висина, ако Така паднеш е. и водата Да, е за тоа две реков тона, днес, тоа е. дека Не, едното. фала, не. Не, Не се знае, никош можам да излезам сега саксија да ме Точно тресне по глави на може. место ме ости. Е, така Ама е. зашто да предизвикувам? Не. Така е. Не. Така е, да. Ова прашање би сакала да ни го одговори, особено Аца. Каде би сакале да живеете? Јас? Да, двајцата. конкретно? Да.
На страна се патриотство, нели? Да. Не, само прашувам. Јас сум много и самокритичен и многу реален. Не се работи за патриотство. Доста земји сум ги прошетал, на доста земји и места имам и проживеано. Така да ќе го дадам точниот одговор на ова прашање. Точниот одговор е Македонија. Добро, со платата од Белгија. Не, баш не, со македонската плата. Ето, Не. Со Сите македонската. така одадвор Затоа се враќаат пензионерски денови се враќаат, пошто е нормално. Јас за до Со пензија, белгиска за до пензија пензија. имам уште 20 и кусур години. па браво. Без пензија. Добро. Значи јас зборам дека не е се во парите, сета среќа не е во парите. Многу наши луѓе мислат дека кога ќе отидат во некоја европска земја, дека животот е лесен, во суштина воопшто не е така како што изгледа, некој може да му се позлати и посреќи, Ама ретки се но така. тие луѓе се ретки, значи таа топлина, фамилијата, пријателите, родендени, прослави, излегувања, дружби, свадби во фамилијата, на тие најубави и најсретни и најнесретни моменти што се случуваат во животот на еден човек, ти не можеш да бидеш присутен. Така да таа тага болка и носталгија не може да се опише и да се купи со ниедни пари на овој свет. А животот е краток. Стоп сега, Робертино. Среќата со пари. Ајде малку, може ли? Непланирано. Нема љубов без девајца нас, а без љубов нема за нас двајца спас. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Па вика, ама и без неја ич не бидува. Само кога почнавме на таа линија, морам да прашам, пошто искрено одговараш, се гледа тоа. Што е она, освен носталгијата кон татковината или кон Македонија, реално, што велиш дека го нема таму, каде и да си, нека е Белгија, Германија, Швајцарија, не знам, Европа? Видите, во различни делови од Европа секаде е различно. Например, Добра. во Германија се многу стационирани наши луѓе. Добра. Имаат и дружби, имаат и своји културно-уметнички друштва, Си живеел таму? македонски. Си живеел во Германија? Не сум живеел, Не, нема често да сум знаеш. престојувал, А, значи престојуваш, подолг период. Таму е се другачи организирано. Имаат и наши кујни, значи наши ресторани, наши уметнички друштва и не само уметнички друштва, него Функционираат на тој начин. друштва кои што функционираат за да се организираат за пејачи што доаѓаат од Македонија Да. еднаш во месецот или на 2 месеца. Во Швајцарија исто така. Додека во Белгија тоа не постои. Холандија исто така не постои. Тоа е многу голема реткост, еднаш во годината, дури немате ни локал, зборам македонски, не ете и балкански, каде што можете вие да настапувате. Германија, Швајцарија и Италија се нешто сосема друго во однос на Белгија и Холандија. Тоа е Луѓето до се државата некако... или помалку луѓе има Македонија? Има Македонци, луѓе, но веројатно. знаете како е кај нас македонците? Организацијскиот Секогаш план е лош. е секогаш слаб. Нема убава комуникација и разбирање помеѓу луѓето, поделени се на кланови, на групи, така да тоа не функционира. Додека во останатите земји и таму секако дека има одреден број на проблеми, меѓутоа сепак тоа функционира. И може да се провеселат и да пробаат и наша кујна, наши јадења, додека ваму тоа е малку потешко. Добро. Каде би сакала да живееш? Ми не одговори. Не одговорив јас искрено да не ја работам оваа работа што ја сакам од дете, сум од малечко таму, нели, нижо, средно, факултет и така натаму, и магистратури и се. Да не би ја работала работава и да не ме врзува ова што ми исполнува мене. Па сега и со платени сме лоши. Добри Добро. сме, значи да, искрено. Македонија ја сакам многу,
Меѓутоа, јас на мајка ми викам затоа што ние ностоп сменили со тие кости. Кам мамо, ти сигурно прошлиот живот мене кога си ме родила, Добро. јас сум била италијанка. Италијанка. Сигурно некоја грофица. Гарант. Добро. Кога си Значи била во у плану не заметник. биле таму на пат својве. Ај ти не отварај рани. Нешто таму. Била, знаете, сакам антиквитети, сакам. Значи, мене се ме уредено, нели, нормално по-ново, Добро. по-нови ВДЗ-ни. Добро. Ама јас Се ми е уживам ново. со тие крошни. Ја уживам во тие старите, знаете, оние направени дрвени, па со резби, па уживам. И Групица тоа- си била 100%. 100% И ако би готова. бирала да Добро, не ми е Италија. толку преубаво и да не си ја сакам до волку Македонија, да ми дава се што ми треба, ја би била италијанка 100%. Може. Дај малку свадба да ги чепнеме. Ајде, На може. прашање, дали сте А, утнале да, сврт. Те свадба? утмеле свадба никогаш? Дали со нас како изведувач или како гостин имало некоја ситуација со свадба? Оф, кај мене имало. Да, имало. Ама не сум утнала, него сум дошла многу покасно као Демет Звездава. На крајот доаѓа. А уствари треба ја да отворам свадба. Леле, Значи ми се леле. случувало, тоа малку не кочи да речам за свадбите, зашто и за викенд имаме ние представи. И се представува, рецимо, тоа е до 10:30-11, знаете, не фати. Некоја сме само у прв, втор чин, па можам да стигнам. И сум знаела да дојдам така као на будала да се направам. Еве јас тој тоа. Со шминка од Риголето или од, не знам, од Травијата. Така, со шминка? Да. Нема шанси Па да немам стигне. време, срце да се А, имало само да ситуација вижам кога косичето и обично знам да си купам од овие мртви мачки ги вика другарка ми и да си ставам колку ете така фризура Какви имам. мртви мачки? Па такви, оние вештачки ме разбираш. Ја немам ко тебе буйна коса, мојата моја не е, ова Везината е мртва мечка. Мртва двивечки. Ама две мечки кај неа се употребени. И така сум удова на свадби, така. Значи така. И чекам Со да дојде. Риголето, Со не Риголето, може да шминка се така, зелено, плаво, тука тоа вришти све. Добро, ама Што викаш ние сме, за нели? свадбава се подготви Само се специјално. преоблакам, нели, во фустанче, Да. штикличките. Не немало потреба и да и се да гледам преоблакаш. како се вика, што се нашминка. Замисли за цел живот ми има тие луѓе у кадар. бе. Да. Да. Тоа е, а што да правам? кога Гаран можам да сите стигнам? кога гледаат свадбата викаат, а која ми беше оваа гостинка? Е, тоа ми се дешава многу редовно на свадбите. Да дојдам од после со шминка. Нема време кога да се избришам. Да, не. Мислам дека некој вози, ако вози некоја не Сигурно, може. ја Види, у возам. денешно време се проаѓа Се така да е сама, шминка да бе, се твоја на сама. свадба. Се Знаеш само како е? можеш тоа, да. А се Ајде, со моли. свадбите? Со свадбите Имаше можам време само да да размислиш. направам некоја споредба во времето на почетоците со мојата група. Сите знаеме, верувам и вие сте запазиле од тој период, значи свадбите порано се работеа со нарачки, значи се нарачуваа песни, Така е. што мислам дека не е воопшто во ред. Да, да, точно. Денешните свадби што младите ги организираат се многу покултурни и поцивилизирани, затоа што многу пати додека сме пееле, свиреле свадба, сме наидувале на проблеми кои што во некои ситуации доаѓало заради песна. Да. Не е тоа наша вина, него И помеѓу до кавга. сватовите или Да, помеѓу гостите, да таа свадба да се истера до крај и, например, последните 15-20 минути, знам има пенна ситуација, Општо текоч. не е битно каде, значи свадбата се растура. Значи, сме... Заради песна. Заради песна, да. Кој поиша нарачал, која Не, зошто видете оваа што, прва може не, и то, зошто да, и онаа тоа кој сватна што свадба? нарачал, како нарачал, или сега ради етнички, например, едните се македонци, другите се од српска националност и сега повеќе сме свиреле српски или повеќе македонски и до тоа доаѓало до конфликти, зборам тогаш во тоа време. Во тоа време. Во денешно време мислам дека не сум имал никаква непријатна ситуација, до душа јас сум и човек што секогаш гледа ако има некој проблем и јас да Па добро, тоа и улетам вие помеѓу- работата меѓу другото на пејачите. Да, меѓутоа смири не ни е работата мора. сега фамилиарно кога они имаат Да, некој да, конфликт, така, да да, ние да, улетуваме, да. него гледаме да Да, да, пак да, избалансираме. од страна, Да, да. Дипломатски да се Дипломатски, да. Вака се. Која е најчудната фризура која никогаш сте ја имале? Освен овие. Освен мртвите мачки. Мачки Ма таму. јас мило сум секогаш со чудни фризури. Добро. Знам да бидам дрво на работа, знам да... Па јас сум ностоп по костими без сонце. Мислев, Брате, која е најнормалната фризура? Да, најчудна фризура. Обратно прашање. Мислев да е најчудна фризура надвор од опера. Ништо ја од двор од опера едва чекам да ми е пуштено косичето да не ме боли главата со 500 шнолни. Да.
Значи дрво кога Секогаш си сум имаш со чудна писточно мина, уливо. многу ретко сум со нечудна. Со нечудно. Добро. Кога бевте во група, имаше некои други? Секако имавме, значи тогаш бевме доста актуелни како група, имавме премногу настапи, бевме присутни во сите можни пишани медиуми, така да имавме една така луда идеја сите, тоа време имаше колор шампони. И со тие Се колор фарбавте шампони сите. се фарбавме сите, плави, кој плав, кој жолт, Кој така како ќе фати. експериментиравме. Во тоа време беше модерно тренерки и на тие тренерки да има надпис на групата цакум пакум, значи такви некои луди работи што денеска тоа да ми платат не би го направил, ама тоа време било така, Млада така слуда. да. Добро. Значи добро. Сме сакале да привлечеме на некој начин внимание кај А вас публиката. како ви изгледа кусата? Жолта или? Не, мене ми искочи како овие топчиња. Како топчи, вака плава. И се појавивте така на насловна. Така се појави. Како на лично, Фрузен пустана. како на Фрузен пустана, така е. Ај сега да видиме кога последен пат сте се расправале на јавно место и зошто? Охо. Не сте се расправили. Кој е покарањето? Не, Лени не додржува. Лени не додржува. Аце може да така. Ја нонстоп се расправам. Па да. На јавно место? Секаде. Ако некој не е во право, јас Например, каде И за други се Ти ќе расправа. дека се расправаше? во автобус. И јас мислам дека сум Полагам следната втор што пат ќе за се... возачка ми ја одземаа. Ау. Да, и сега се возам во автобус после Добро. 20 години. Да. И? И сега си полагам од почеток нормално, ќе си положам пошто јас сум крива, нели? Аха. Така, за паркинг ми ја зема возачката. Ох, леле. На работа што да правиме? 500 вработени за 100 души паркинг со картички. И од тие 2 години 4 пати ми ја кренали и чао довиđenja. Толку. Пошто јас сакав да уштедам 1500 денари, тоа пари се. Па ја кога го платив, нема да си платам у полиција. Па нема што се. Многу уштедив, знаеш колку уштедив? Да, кажи ми околу караницива, тоа сакам да знам. Па така, и си се карам, и се у автобус сум ностоп. Добро. И Што те јас нервира сум у автобус? постара, па јас сум постара. Жуда, години. Не може да ми седи со слушалките вака, нели? Еве вака со слушалките. Добро. И да се прави дека не ме гледа. Баш кај јас, или со штикли, со ова, со... И? Не стануваат, бе. Не стануваат. Да, нема ја културата како порано. И се расправам. Се расправаш со Се децата? расправам. Срамота е. Ајде мене нема да ми станеш, еве има постари луѓе, гледаш не може да оди со бастунче. Како не ви е срам? после? Тоа е до менталитетот. Па стануваат некој да, Некој некој се да, прави некој. дека не те слуша. Некој не. Значи сега сам тоа ми било сега ти кажувам пред 2-3 дена А беше иначе, кавгава во автобус. значи знаеш да се караш и Инаку во... се расправам нон стоп. И во продавница. Мразам неправди сегде. Леле. Бруки сум. А сега што е најинтересно ме препознава. И знаете што ми се деси, сега морам да ви кажам. Ајде. Многу е смешна случка. Ајде. Сега во Ти кажа автобус дека пред- не си таа. Така? Не. Да. Јас само слушав, си седна вака и две господи на мајка ми возраст така. Постари бе. Викам на пејачката Лени Партикова. Овај викам, па не знам лична нема некако ова послаба вака. Ова Лени вика крупна некако умирак ме Ана. Вика не бе, не, ова е слабичка. И знаеш што викам, та па пејачка, кој знае колку пари има. У автобус. Во автобус ќе ти се вози. Не додржа, да не им се Не, умешаш. бе, реков ништо срам ме фати. А се вие сте се расправале на... Никогаш не. Никогаш? Ја не сум човек што прво не сум конфликтна особа и еве Лени ме знае најубаво, јас секогаш гледам да се помине Да ја што решите побаво. Значи ситуацијата. не сум тип на човек што сака кавги, нити најавно, нити дома, нити Да. никаде. Секогаш гледам да бидам пристоен, Јасно. присебен едноставно и да ме извади некој од контрола или од контакт што се вика по наше, гледам секогаш да биде да се смири целата ситуација. Значи не сум тип на човек што сака Така проценив, Ја не така ги изгледате. Да. Ја Калимеро си го сакав и нема права, ако Не. нема правда, не. Да. Кога и каде сте биле најсреќни? Прво што ви прави на памет. Прво што ви... нормално, пошто Па како зад прешучи, секој има прво ти многу појде. моменти. На памет. Најсрекна сум била кога учев средно школа музичко. Имавме прекрасни дружби со колегите. Ден денеска сме половина од тие, значи и на работа. Многу се дружевме, претерано. Ден денеска еве класоци се собираме. Имаше една кујна долу, па тамо се собиравте или Да, но стопи смрдевме на манџи. Ама прекрасно беше тоа место. Прекрасно Сврталиште беше. на музичари нон Ни го правеа такво кафето, ние знаеш сега, оние старински, Да, што да. се што Да, ги има гизмента, у стара чашија така е. сега така. Се собиравме многу, да, и смрдевме на манџи. Тие школски денови на вистина ми беа најубави, најпрекрасни.
И ми е многу криво што дел од тој наш клас и секогаш беше прв што не собираше. Ево, утре ќе одиме баш со класот кај него. Андре, што ни почина од ДНК, ми беше другар од дете, школски. И ќе ни фали многу, еве, утре во негова чест целиот клас ќе се собереме да одиме прво на гробот и да се собереме на нашето место кај што се собиравме на класот. И тие никогаш денови нема да ги заборавам, затоа што на вистина тој клас ден денеска се сакаме и се почитуваме. Одлично. Јас само ќе кажам еден краток одговор. Најсреќен сум и најсреќен сум бил кога сите околу мене се среќни и живи и здрави, и фамилијата и пријателите. Тогаш сум јас најсреќен и во моментов сум исто. Најсреќен што се сите живи и здрави на број, тоа е најбитното во животот. Во денешно време само здравје. И да знаете. Да. Така е. Одиме со кој сум јас или одиме со песна? Не, одиме со кој сум јас. Одиме со кој сум јас. Така? Не, одиме со песна. Многу зборење. Многу зборење не е нарно, така? Види го Робертино таму. Примена. Ајде, едно строфиче, едно рефренче. Знам дека те губам, знам душо сега знам, се заљубив не се сакав не, голема љубов си имаме. Се заљубив не се сакав ме, голема љубов си имаме. Кога ќе остариш, кога ќе оденеш, ти крај него, љубена, сети се на мене, ти сети се. Кога ќе остариш, кога ќе оденеш, ти крај него, љубена, сети се на мене, ти сети се најмила, сети се на мене, ти сети се Браво. Одлично се подсетивме на една убава песна. Одамна не сме ја чуле. Ајде, одиме сега со кој сум јас. Дали се смисливте? Смисливте? Еден за друг? Чекай само да изгасам јас, да не си гледате таму. Било кој може да биде. Било кој Било може да биде, кој. ама да го знае. Оригинално нешто. Ајде. Нека не гледај. Аце, ти вама. Ферски, ти пиши за Лени, еве ти, не гледајте, ве молам, и одма на очилата на место. Не, нема да гледа Лени, убаво напиши се. Да, ама да го направам што сакам јас Да. и треба да погодувам. Да, Ама он треба да треба го да го погоди знае ликот што ликот. ти ќе го напишеш. Можеш. Да, добро. Чекај, не гледај. Добро. Добро. Можеш одма очилата да ги ставиш на Лени. Така. Така, дури ние не видовме уште. Да. Пази. Чекај, Добро. Готово. Ајде, Лени, помогни му, он да не прочита. да не прочиташ, не смеш да читаш. Леле. Да те пиши, да те пиши. Леле. Многу јак диоптерот. Многу јак, нели? Пуштате се една жвака со ликојве овде на кај двојка. Така. Треба да има чеспа. Леле. Да, види, сепак се тоа големи музичари, уметници. Ајде. Ајде, одиме. Со да и со не. Прашувајте. За себе. Пејаче, Да. наш колега.
Попејач? Да. Па дали од други простори? Не. Од кои простори? Од соседството е? Да. Машко? Машко. О, да. Да. Има хитови, така? Најак. Да. Најак е? Од соседството? Машки? Шабан Шаулич? Кога додаваш ти наместо да и не најак. Или ти најак. Нема појак. Да. Ајде. Ајде сега ти. Ајде контра. Ај, Лени, да те видам сега да побачиш. Пејачка? Не. Не е пејачка? Не. Ова ќе биде хит. Ќе заглавим. Господе Боже. Глумица? Не. Ќути си те молам, само се дај сам. Знаеш, ти си ми со очи се овако. Така не знаеш. Ми не се плата. Шо ми направи, ја виш колку лесно, Ајде, пако ајде, сега сестра. нешто Ова две е прашања само постави. На Ајде. крај кој Уште ќе две? види што е, значи Ајде. не смеам да ширам. Од друга бранша? Не. Музичар? Да. Забавњак? Не. Инструменталист? Да. Гајда? Па знај га иде. Па да. А женско? Не. Не, А Машко. Па кој ти машко? рече дека е женско? Не реков ништо. Джелио Дестановски? Да. Ја знај Гајда кој ќе ми рече, Кого знаеме? Не, бе, сите ја, не, нема се наслабава дебата, бе. Ете, Ка женско е гајда. тоа Има не во знам душа, ни. има. Па кај има плани на спот, Джелио е таму. Кај има планина да така е. Голем поздрав, треба да се придружи Поздрав до пак. него, го сакаме многу. Добро, одиме на реклами, може? Може. Може реклами? Може. Ајде, може, па се враќаме. Čaršija zgori za tebe, o ti si dobro majstorče, majstorče, Arno Terziće. O ti si dobro majstorče, majstorče, Arno Terziće. Eve ti svila koprina, fustanot da mi sošiješ, ako mi zgrešiš merkata, dućanot je ti zapalam, so nego ti da izboriš, i tvoj te lični čiraci. Kokolo, mori kokolo, kokolo, lična ubava, merkata ti je zemena, ušte pred vetrine veli, merkata ti je zemena, ušte pred vetrine veli. Ajde, može.
Браво. Спој одмај. Спој. Свадба ми е, ќе се женам јас. Спремај мајко бела руба за невестата. Во недела свадба ми е, ќе се женам јас. Спремај мајко бела руба за невестата. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, нека знаат сите, да се жени, мајко, синот твој. Ете, мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, нека знаат сите, да се жени, мајко, синот твој. Ќе си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ќе си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ете мајко, реши да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, нека знаат сите, да се жени, мајко, синот твој. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, море, нека знаат сите, да се жени, мајко, синот твој. Да се жени, мајко, синот твој. Ох, какви Како текстови бе, ала запитано. прво Тешки мерка ти песни. зема Чекај, кога чекај. седна на Гледај, сладо. Мерка зема за Мерка невестата за зема. свадбата и сега момчето си ја бара Ама невестата. он взимал мерка од незината сенка во... Дуѓанот што па па од мене сенка ако зимаме цел дуќан го фаќам. Шанса нема ме утна. Тебе не ти ја земе, нали? Ајде се ставам на диета лето. А како беше во второ? Решив да се женам, да ти не дам одменица. Одменица. Да. Одменица, па оваа сега да ја испеа у денешно време, одменица ќе летне низ врата. Да праша, реагираат луѓето кога ја пеете оваа песна, кога ја пееш, мислам одменица, им е јасно што треба да биде жената, жените Да, дека реагираат. треба да биде одмена на Одмена на мајка. мајката, значи Така. на свекрвата треба да биде одмена. Ала Богу. Да. Така си е. Тоа се Свекрвата подразбира. не може више да го чува Сега пораснатото дете и младите го дава колку- на... Или ние знаеме што значи текстов Да го на... дочува. На ново време колку е одменица нова што ќе се... Ќе мора да го одмени исто и се паѓа сака. Сега денешно време дое како на гребка. Добро. Што ќе ти се падне, значи Да. не Ако знаеш. се падне, падне, ако Ама не... и на машко и на женско. И на Да, мајка. да, да, кога зборуваме, Така нели? си е. Нема- Ама Генерално, стварно се да. неверојатни текстови. И тај може вика да се жени, Да, за жена да може да се земе жена од меница. Па добро, како секој родител Не, за своето така, дете би посакал Се да најубаво. најде соодветна и нормална особа која Не, што би овој го... рече, си рече богата и од добра Добро, фамилија. тој барал нешто сосема Да, друго и да, богата и од сој да е добра и многу барал. А детето ти го дава да го пеглаш, да го пееш, да му дадеш да јаде, чора прифрлил онде, Да, онде се. како шулине вака. Да.
Да, да ги така, средиш. поготово летен период. Да. Све Како вака, се- да, само се хаос. Добро да од меница се бар. Види, јас следен проект кој го правел ката, тоа може би и било меница за анализирање Да, на песни. по старите Се, македонски меница за Стварно е банка, неверојатно. вика, може. Меница за банка. Меница за банка може да е исто. Од меница. Така е, да. така. Или жиран. Само тоа ќе ги врзува понатаку Жиран во за животот. самбар. О, мрзаш. Бога ми колку реалност ти кажавме во денешно време тоа е. Минута има. Ке се оправиме? Ја не можам. Во минута ја и ти не се оправаме. Одјави. Кажи им на луѓето благодарам. Фала ви многу. Убаво си поминавме, верувам. И ние, а верувам и гледачите, успеавме малку да ги распееме, да ги расположиме, насмееме, нели во ова тешки времиња што викаме, така да верувам дека убав викенд ќе имаат сите и ви благодариме многу. Се што имате во план, верувам кога ќе се оствари, ќе можеме да го презентираме пред на вашата публика. и Пуштете и Јас од презентирам. моје име пред се сакам да се заблагодарам на вас двајцата, прекрасни сте водители. Фала. Прв пат гостувам во емисија каде што се осеќаш опуштено, можеш да се изразуваш слободно. Исто голем поздрав до вашите ценети гледачи и до вашата телевизиска куќа. Ви благодарам уште еднаш на поганата. Се осеќав како да сум дома. Тоа е целта на емисија. Благодарности од мене. Да се видиме пак вака за убави работи За со убави, песма. да. Лени, ајде ќе закасниш Кете. на опера, пак ќе На те... Батерле. Ке се памтам по она, каква беше мачката? Мечка? Каква беше? Мртви мачка. Мртва мачка. Ке те Мртва мачка памтам по препарирана мртва мечка. мачка, Тоа е, што е, препарирана бре. мечка. Робертино, ви благодариме исто така многу. Прекрасно се чувствувам во вашето студио. Фала ви многу. Да, фала ви. Епа, Робертино, 30 секунди за одјавен крај. Кајронен Цак, цак, ќе цак, направи да цак, може. цак. Фала ви, се гледаме во понеделник. Тудина, животот ми тече, а за земја родена, срце во ме пече.